Градскиот ракометен клуб Тиквеш треба да одлучи ќе ја разочарува ли ракометната публика или ќе ја стимулира да доаѓа во поголем број на трибините, ќе се надпреварува ли во првата македонска ракометна лига како да ликува или не. Последната средба со екипата на Струга, од која заслужено загубија, на виделина ги покажа слабостите кои веројатно и на други средби ги чинат поразите на оваа екипа. Управата, која има голема желба да ја врати популарноста на оваа колективна игра кај нас, веројатно ќе мора да направи радикални чекори ако има намера да ја оствари својата намера. Веројатно во тоа треба да им помогнат и самите ракометари и стручњаците кои долги години се трудат да сторат нешто на овој план во клубот. Тоа што на теренот можевме да го чуеме, коментарите на оддел на ракометари или да присуствуваме на расправи на ракометари гледачи од публиката, не била новост на средбите, но некои епизоди кои ги гледавме во живо воопшто не доликуваат на спортско однесување. Излегување од игра без најава, нервозен на теренот, разговор со соиграчи и во меѓувреме противникот постигнува гол и слични недисциплински постапки ни даваат за право да кажеме дека нешто не чини. Час поскоро треба да се менува нешто на клупата. Тоа е очигледно со оглед на тоа што некои стручни оценки се дека имаме ракометари за прва лига, но треба правилно да се насочат и употреба тогаш кога е вистинско време. Талентот на некои млади надарени спортисти треба да се искористи. Клубот со оглед на големата желба на ракометните ентузијасти ги има предусловите за голем камбек во екипните спортови кај нас. Треба рез во тимот, само кој ќе го повлече. Сите слабости на екипата ги видовме на средбата со Струга која загубивме во саботата 25-35. Сега по одиграни 6 надпревари со 2 победи и 4 порази, ГРК Тиквеш е на 10-то место од 14 екипи колку се надпреваруваат во првата ракометна лига. Дека ракометот кај нас има иднина говори податокот дека пионерите на градскиот ракометен клуб Тиквеш се есенски шампиони во пионерската лига на Македонија група Исток. На последниот надпревар од првиот дел од надпреварвачката сезона тие славеа победа над силниот тим на Астрион Струмица 27-24. До насловот есенски шампион младите кавадаречки ракометари дојдоа сосема заслужено со импресивен начин, 4 победи и само едно реми. Кире Василев, кој е тренер на пионерите на ГРК Тиквеш, вели дека лигата продолжува во месец февруари наредната година, а по одигрувањето на редовните кола ќе следува и разигрување со останатите групи, пошто ќе се добие шампион на Македонија. Завршувањето на есенскиот дел од надпреварувањето не значи крај на ракометните возбудувања, кои ќе ги донесат најмладите. ГРК Тиквеш и годинава ќе настапи во рамките на Металург лигата и тоа со 2 екипи дечиња родени 2004 и помали и 2006 и помали.